Вкусно! Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Австриските донатори бараат соодветни услови за сместување и користење на противпожарната опрема и возилата што ги донираат на доброволните противпожарни друштва. Возилата мора да бидат гаражирани и да се користат исклучиво за противпожарни намени, а од организациите кои ја добиваат помошта се очекува да обезбедат соодветни просторни услови за функционирање на волонтерските единици. Во тој контекст на последната седница на Советот на општина Охрид, советничката од Левица Виолета Аврамовска побара одговор дали општината добила официјални забелешки од донаторите и дали соработката е ставена во мирување. Во јавноста се појавија некои информации поврзани со австриската донација на противпожарни возила, поточно дека дел од донациите би можеле да бидат стопирани. Ме интересира дали општина Охрид има добиено официјални забелешки или известување од донаторите во врска со користењето, сместувањето и одржувањето на донираната опрема и возила, доколку има кои мерки се преземени за надминување на евентуалните забелешки и каква е моменталната состојба на соработка со донаторите. Секретарот на општина Охрид Александар Китески одговори дека нема информации за какви било проблеми со донаторите од Австрија. Јас колку што имам информација, таму има соработката која што постои помеѓу нас и Австрија. Мислам дека има и дополнителна некоја донација, меѓутоа за вакво нешто немам информација дека воопшто имало некакви проблеми. Баш ние и како совет донесовме одлука за дадовме простор каде прикладно ќе биде чувано возилото, тоа беше еден од условите за возилото да биде дадено, така да мислам дека нема никакви проблеми. Според податоците од територијалната противпожарна единица Охрид со поддршка од покраината Тирол од Австрија, во изминатиот период биле донирани 2 противпожарни возила за доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Охрид, соодветно гаражирани во нивниот објект во поранешна касарна, како и противпожарен камион и патничко комбе за Охридската територијална противпожарна единица, гаражирани во противпожарниот дом. Минатата година во октомври беше донирано и противпожарно возило за новоформираното доброволно друштво Ентузијаст Дебрца. За тоа возило општината пред еден месец започна да гради гаража во Белчишта. Командирот на Охридската единица Борко Јанкуловски посочува дека во комуникацијата донаторите ја потенцирале потребата од повисоки стандарди за сместување на волонтерските друштва. Возилата мора да бидат гаражирани и користени само за противпожарна намена. Не знам дали општина Охрид има добиено официјален допис во однос на возилата. Единствено во неформална комуникација сум известен дека стандардите на просторното сместување на волонтерските здруженија мора да се на повисоко ниво. Простор за состаноци, санитарен јазол, кујнски простор и слично. Како што имам неформална информација, соработката моментално е во мирување, одговори за ТВМ Јанкуловски. Од доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Дебрца потврдуваат дека имало забелешки од донаторите, но посочуваат дека се работи на нивно надминување. Да, имавме забелешки, тоа е нормално како и кај други доброволни друштва, ама секогаш се надминуваат сите проблеми. Сегашниот градоначалник на Дебрца зеде обврска дека ќе се обезбедат сите услови за гаража која е веќе готова и обезбедени и дадени на користење, ни се 3 простории каде е заштитена опремата. Соработката со донаторите ни е одлична, во контакт сме, нон-стоп добиваат слики и видеа од отпочнатата работа и се задоволни од реализацијата на обврските, изјави председателот на друштвото Благојче Блажески. Доброволното друштво Ентузијаст Дебрца брои 20 волонтери, од кои 3 се жени. Информираат дека предстојниот период друштвото ќе добие уште една вредна донација од Швајцарија во противпожарни оддела, професионални дронови и 4-колка за спасувачки акции. Инаку соработката со противпожарната бригада од покраината Тирол од Австрија започна пред околу 2 години на иницијатива и залагање на командирот на Охридската противпожарна единица Борко Јанкуловски, а согласно планот за противпожарна заштита на териториите на Охрид и Дебрца, кој го изработи територијалната единица Охрид, во кој е нотирана потребата од формирање, опремување и обуки на доброволни противпожарни друштва.
Расте интересот за охридските културни знаменитости, Самоиловата тврдина, заливот на Коските, галеријата на икони и куќата на Робевци. И оваа туристичка сезона се меѓу најпосетуваните културно-историски локалитети во градот. Од заводи музеи велат бројот на посетители постојано расте, а очекувањата годинава се да се надминат резултатите од рекордната 2019 година. Веќе имаме огромни бројки, се надевам дека ќе ја надминиме таа 2019 година кога броевме рекорд во број на посети. Јуни е преполн, задоволни сме, најмногу посети имаат Самуилови тврдини и залив на Коските, поредко галерија на икони и Робевци куќата. Зголемениот број туристи носи и поголема одговорност за зачувување на културното наследство. Охридскиот регион, кој е дел од светското наследство на УНЕСКО, бара постојана грижа и координиран пристап во заштитата на вредностите по кои е препознатлив во светот. Самата установа е стожер, да речем, на заштитата на културното и историското наследство на Охрид и Охридскиот регион, кој опфаќа 4 општини. Меѓутоа, согласно интегрираната заштита, тука треба секако да имат своја улога и локалната самоуправа, и централната власт, и невладини институции, и други установи кои се задолжени едноставно да се грижат, и самите граѓани. Инаку годинава Националната установа Заводи музеи Охрид одбележува значаен јубилеј, 75 години од своето постоење. Институцијата која е носечки стоп во заштитата на културно-историското наследство на Охридскиот регион, низ децениите реализираше бројни значајни проекти. Во насока на подобрување на состојбите во следниот период се планирани активности на повеќе значајни локалитети, меѓу кои и Самуиловата тврдина и комплексот Манчевци. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналеци денеска интервенираа на повеќе критични локации во населбата Даљан, каде биле отстранети големи количини кабас, зелен и градежен отпад, несоодветно депонирани од несовесни граѓани. Од јавното предпријатие информираат дека службите задолжени за подигнување на кабаст и зелен отпад секојдневно се на терен и се соочуваат со сериозен предизвик поради енормните количини отпад што се остава на недозволени места. Загрижува фактот што веднаш по расчистувањето на одредени локации повторно се појавуваат нови количини отпад. Најчесто станува збор за кабаст отпад, градежен, шут и зелен отпад кои несовесно се фрлаат и покрај постојаните апели, велат од предпријатието. Од Охридски комуналец посочуваат дека ваквите постапки не само што ја загадуваат животната средина, туку создаваат и негативна слика за градот пред жителите, случајните минувачи и бројните туристи кои престојуваат во Охрид. Предпријатието редовно ги информира граѓаните за акциите за подигнување отпад и подсетува дека за организирано отстранување на кабаст и зелен отпад на располагање е телефонскиот број 075 397 944. Оттаму упатуваат апел до граѓаните да покажат поголема одговорност и да придонесат кон зачувување на чистотата на градот. Надлежните општински служби во Струга денеска спроведоа акција за отстранување на урбана опрема која била поставена без соодветно одобрение на јавна површина. Продолжуваат активностите за заштита, уредување и правилно користење на јавните површини во градот, информираа од општината. Оттаму посочуваат дека поставувањето на урбана опрема, рекламен материјал, инвентар и други елементи на јавни простори е дозволено исклучиво по добивање на потребни одобренија од локалната самоуправа. Јавните површини се заедничко добро на сите граѓани и нивното уредно користење придонесува за поголема безбедност, функционалност и подобар изглед на градот, потенцираат од општината. Локалните власти апелираат до правните и физичките лица да ги почитуваат законските процедури и прописи при користење на јавните простори со цел да се обезбеди уредна и безбедна урбана средина за сите. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови времето нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветар. Максималната температура до 28 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно и топло со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен ветар од северен правец. Утринската температура од 13 степени, а максималната дневна до 27 степени.
Температурите во Македонија утре во интервал од 9 до максимални 34 степени. Од утре до почетокот на следната седмица времето предпладне ќе биде сончево со променлива облачност, а поради големата енергија во атмосферата во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во југоисточните делови од државата.